Додека стопанството чека владата да ги соопшти новите мерки кои ќе бидат поддршка во следниот период. Во земјава изминатите денови топ тема станаа субвенциите за вработување по етнички клуч во приватниот сектор. На овие теми вечерва во студиото разговараме со министерот за економија Крешник Бектеши. Добро вечер. Добро вечер. Дарко Лазаров, ВМРО ДПМН. Добро вечер и за вас. А ќе го вклучиме во емисијата и Зоран Витанов, кого го имаме на линк надвор од студиото. Витанов, добро вечер и за вас. Министре, ќе почнам емисијата со вас. Темата која што е актуелна изминативе денови се вработувањето, субвенциите за вработување по етнички клуч во приватниот сектор. Но во јавност се добива впечаток дека има разногласие во владината коалиција СДСМ и ДУИ. Слушнавме различни ставови. Имате ли договор по ова прашање или доправа ќе барате како да го изменаџирате ова разногласие кое што се појави? Првично би сакал да ги поздравам сите ваши гледачи, а истовремено да ви посакам успешна сезона на топ тема. Што се однесува до прашањето, јас мислам дека тоа не е најважното прашање моментално овие денови. Добро, додека ги чекаме сите од економски мерки, вие го разгоревте ова прашање. До економијата, имајќи во предвид дека ние како владин тим, вклучувајќи го тука и председателот на владата, одржуваме речи секојдневно состаноци и со стопанските комори, и со синдикатите, и со сите засегнати страни се цел да се креират што подобри мерки, а со тоа да го облажиме, значи да облажиме кризата во делот на економијата. Што се однесува за прашањето за вработувањето, како што ги викате вие, по етнички клуч, ја во неколку наврати сум кажал како е измислена како мерка. Таа мерка е измислена на таков начин што ќе ги повика и охрабри приватните компании да користат таква помош од државата во зависност од структурата што ја имат компанијата и во моментите кога таа структура, било тоа за албанците, за македонците, за турците или пак за другите заедници, ќе се подобри, секако дека на таков начин ќе најдеме модел за да ги охрабриме тоа да го направат, но истовремено и да им излеземе во пресрети, имајќи во предвид дека ние и во владината програма, која е програма договорена меѓу СДСМ и ДУИ, заедничка програма со која ќе функционираме овие 4 години, тоа е предвидено на таков начин и секако дека ние тоа ќе го реализираме како влада, пошто имаме обврска и пред Добро, но видовме различни ставови, тука беше и на дополнително имаме обврска и према граѓаните тоа да го направиме, пошто мнозинството на пратеници го изгласале ова програма и согласно ова програма му давале доверба и на владата. Имаше различни ставови, факт околу ова прашање. Дали ги усогласивте ставовите или доправа ќе барате модел како да се... Јас мислам дека немаше различни ставови што се однесува до членовите на владата, имаше и соопштение од страна на владата што се однесува до ова прашање. Ние ќе почитуваме програмата видовме, прочитав изјавата на подпредседателот на СДСМ Коста Петров. Имаше изјава и вице-премиерот Битичи која подоцна ќе ја пуштиме да ја слушнете денеска е различна од првичната и се добива впечаток дека сепак имате... Значи подпредседателот, секој респект за подпредседателот на СДСМ, но тој не е член на владата. Јас мислам дека програмата ја предложува председателот на владата до собранието, секако дека во согласност во преговори со најголемата политичка партија, втора мислам, и од албанскиот блок прва, но втора во ова влада и можда не приметил дека има таква мерка, но јас му кажав и вчера и денеска му кажувам, би било добро да го прочита добро владината програма и да коментира. Јас како министер за економија, но и како член на ДУИ, пошто се повикавте и на ДУИ, ќе обстанам да ја реализирам програмата, што ни е заедничка. Добро, малку подоцни околу деталите како ќе реализирате оваа мерка. Некои мерки, некои идеи во оваа владина програма се предложени од страна на СДСМ. Ова е предлог на ДУИ? Некои мерки се од ДУИ, имаме сега заедничка програма, кој треба заеднички да ова е предлог на ДУИ за етничките. наредните 4 години.
Ваква слична мерка беше предвидена и во програмата Дали ова предлог на ДУИ? Демократската унија за интеграција, била предвидена и сега е во владина програма и не знам дали имало ваква мерка во програмата на СДСМ, да бидам искрен, пошто не сум имал прилика да влезам во детали, пошто јас како член на ДУИ сум ја представувал програмата на ДУИ и сум направил што поголем напор за што повеќе мерки од програмата на ДУИ да бидат во владата. Добро. Лазаров, како вие, како ВМРО ДПМН, ја коментирате ваквата најавена мерка? Добро, уште еднаш добро вечер до гледачите на вашата телевизија и благодарност до поканата еве да денес имаме можност да разговараме за навистина битни економски прашања визави нели кризата и она што се очекува во наредниот период. Мене ми е навистина жал што во овие услови кога македонската економија се соочува со сериозни предизвици, кога владата уште на првата владина седница требаше да предложи мерки во насока на амортизирање на тие штетни ефекти од кризата, затоа што знаеме дека голем број на граѓани се надвор од своите работни места, добиваат откази секојдневно и така натаму. Ние топ тема, да речеме, економска овие денови е темата за субвенционирање на вработување по етничка припадност. Јас денес во една изјава кажав дека бизнисот нити препознава етничка припадност, нити препознава било каква двојазичност. За жал, предпоставам дека се уште ние живееме во некоја фаза на примитивизам, би рекол, на некој начин, затоа што на крајот на денот на македонската економија, на македонскиот бизнис му треба интернационализација, а не национализација. Ако вие отидете, господинот министер е тука, сигурно на дневна основа има комуникација со сите стопански комори. Ако ги прашате кои се најголемите проблеми нивни, нели најголем проблем, а тоа е неквалификуваната работна сила, независно дали се албанци, македонци, турци, роми и така натаму. Така да во таа насока моето очекување од владата во овој период е да го реши практично тој проблем преку инвестиции во човечки капитал. Видовме во програмата многу наративи, многу празни фоскули во таа насока, меѓутоа на крајот на денот едноставно не го гледаме тоа во реалноста. Од друга страна би сакал само да посочам уште една работа во контекст на субвенционирањето на вработувањето, нели оваа мерка по етничка припадност, да ги потсетам гледачите, а тоа го знае добро и самиот министер, дека Агенцијата за вработување на Македонија со буџет од 20-25 милиони евра годишно има сериозни сет на активни мерки нели за стимулирање на вработувањето, сериозни активни сет на мерки во делот на технолошко-индустријските развојни зони, така да во тој сегмент не дека не постојат активни мерки за вработување, ние не треба да ги дефинираме или да ги базираме врз база на критериуми на етничка припадност, туку треба да работиме на градење на квалификувана работна сила за потребите на бизнисот, за потребите и на македонските и на албанските компании, затоа што на крајот на денот уште еднаш ќе повторам, целиот приватен сектор во Македонија има проблем со квалификувана работна сила, независно од која етичка припадност. Така, тука ќе го побарам реплика кратка. Првично нема во Северна Македонија албански и македонски компании, има компании кои се регистрирани во Северна Македонија и тие секако дека плаќаат даноци, вработуваат и работат согласно условите во Северна Македонија. И ја мислам дека тоа е приватизам, да ги делиме компаниите дали се албански или македонски, или пак министерот дали зборувал првично албански или пак дали зборувал првично македонски. Значи, ние имаме друг пристап што се однесува до мерките и начинот како размислуваме и мислам дека тој пристап сме го покажале и претhodно и сега на ист начин пристапуваме и работиме. Мерките ќе бидат предложени, четвртиот сет на економски мерки, но првично ние преку јавен приватен диалог разговараме со сите засегнати страни, ги вклучуваме стопанските комори кои најдобро знаат што се потребите на реалниот сектор, а дополнително на тоа ги вклучуваме и ќе зборуваме подоцна за сетот економски мерки, меѓутоа сакам да завршиме со оваа тема за вработувањето. Ќе го побарам тука Зоран Витанов, кој што го имаме на линија. Витанов, како вие ја коментирате ваквата најава за субвенционирани вработувања во приватниот сектор по етнички клуч? Такво нешто економијата не познава. Како што министерот побара реплика, јас да му кажам, јас доаѓам од Јужна Македонија и го молам министерот да зборуваме за цела Македонија, да не зборуваме само за Јужна или за Северна или за не знам каква. Вака, економијата познава компетенции, економијата не познава припадност.
Тој што зборува за припадност не разбира економија. Може би е тоа политика, но штетна на економијата. И се додека ние не разбереме дека и во политиката, и во економијата, компетенцијата не е единствен клуч, Македонија гарантирано ќе си остане дно на Европа каде што е. Дуи 19 години е во власта без прекин. И ние сме дно на Европа. Ги молам Дуи, нека зборат за што сакат, но да не зборат за економија. Имаа време 19 години да зборат за компетенции. Ги молам и СДС да престанат Дуи да ги стават во економијата, оти 19 години се на власт. И да го подсетам премиерот Заев дека пред да дојде сега на власт, пред 2-3 години, кажуваше дека Дуи не разбира економија. Зошто сега СДС од толку познати и искрен да бидам и економисти кои што имаа компетенции во изминатите 3 децении, остави комплетната економија да ја води Дуи, а знаеме дека ја води по припадност. Ако сакате некое предпријатие да пропадне, критериумот нека биде припадност. Ако сакате некое предпријатие да биде конкурентно, критериумот треба да биде компетенции. Сето друго е млатење, празна слама, демагогија и не само трошење пари. Парите ќе ги надокнадиме. Трошење време. Утепавме петина век во демагогии на припадности. Треба да зборуваме за компетенции. Уште еднаш, Господине Китанов, почнавте да разговарате за економија. Партнер, јас сум Витанов во ред, но излеговте во политика првично кога кажав Северна Македонија, името на државата е Северна Македонија, дали ти доаѓаш од југ, од запад, од исток или од север, тоа е работа. Сите сме државјани на Северна Македонија. Волјата на народот, не го узурпирајте народот, го узурпиравте, но не можете да узурпирате економијата. Оти вие можете народ да го узурпирате привремено. Но економијата не трпи узурпација, веднаш банкротира. Борете Витанов, Бопилата Вектиш. Значи по устав ја така го знам името на државата и ти ако сакаш да на друг начин да разговараш, разговарај и повикај Македонија. Тема добро, вие спомнавте таа, вие го потенциравте. Дај да разговараме за компетенции, министре. Ај кажете си го вашето CV, каде имате работено пред да станете министер. Тоа што направила Дуи во изминатите 19 години сигурно е подобро тоа што е направено во 90-тите и кои кога пропаднале голем број на успешни компании од социјализмото, а сега се основат нови компании и успешни компании. Можда тогаш немало албанци основачи на компании, пошто биле дискриминирани, но сега има, а и ќе ги има уште повеќе, не само албанци, македонци и турци и успешни бизнисмени. Да тоа какви се компетентни албанци, компетентни македонци, компетентни турци. Не зборувајте етникумот како критериум. Припадноста е непозната категорија за економијата. Компетентни, а ако не можете да се снајдете, тоа ще е ваша работа. Тоа е ваша работа. Уште еднаш ќе ве вклучам Витанов со уште една реплика, довршете. Јас, господине министр, имам платено повеќе персонален данок од вас минатата година. Значи сум повеќе снајден од вас. Прв пат слушам за тебе и не сакам да навлезам вака лично да дискутираме. Тоа е твоја работа, стави ги, кажи ги твоите компетенции. Кажи ги твоите ставови толку. Министерот Витанов. Пазарот не вреднува, господин министре, кажете го вашето CV, вие сте на власт. Јас вас ве плаќам. Господине, нема што јас на вас да дам очет. Вие треба мене на јавноста да дајте очет. Господине, ова е демократска држава. Има избори, демократски избори и ова програма, што е моментално владина програма, е изгласана од мнозинството на граѓани на Северна Македонија. И затоа ова програма треба да се реализира во наредните 4 години. Ако не ти се допаѓа тебе, отвори политичка партија, убеди ги граѓаните да те гласаат и после владеј како што сакаш. Но одговорно се држиш и како што ние држиме. Критериум е да се персираме, да се почитуваме. Јас вас не ве познам, но функцијата што ја носите ја почитувам. Ве молам да се персираме. Добро, Вектиши, уште куса реплицирајте и да... Не, толку имам, нема што да завршивте. реплицирам. Витанов,
Значи, Наташа, компетенции наспроти припадност. Економијата докажала дека кога критериум е припадноста банкротира. Кога критериум е компетенции, расте и се развива и ствара нови вредности. Другото е флоскула. Во ред, ви благодарам за ова вклучување во вечерашната топ тема. Министре, секако дека велите дека сте усогласени по ова прашање, но она што го забележавме во изјавите на вице-премиерот Битичи е дека ретарираше практично од неговиот првичен став по ова прашање. Првен ќе побарам од режијата да пушти изјавата на вице-премиерот Битичи, а потоа ќе искоментираме тука во студиото. Во однос на етничкото вработување, мислам дека имаше јасен став и од премиерот на владата, дека ние остануваме отворени кон секое едно прашање заслужува одговор, но заедничкото решение ќе го најдеме на масата во влада. И да почекаме на исходот, да видиме што се идеите на сите страни, на крај да ги прашаме стопанските комори, да ги прашаме синдикатите, да ги прашаме самите граѓани што мислат околу тоа прашање и да видиме кое е решењето. Мислам дека пристапот и на претходната влада која што се водеше од страна на истите коалициони партнери и сега е ист, дека секој еден граѓанин кај нас е еднаков и добива еднакви можности и еднаков третман. И навистина мислам дека е неблагодарно да целиме да денарите, парите кои што ги даваме, се делат по етничка основа. Прашањето ќе биде одговорено со подпрашање. Дали навистина на едно болно дете, ќе треба да кажеме дали тоа болно дете е по етничка припадност албанец, турчин или македонец, па така да ги даваме по клуч. Ако одговорот е да, тогаш заедно ќе го креираме тој модел. Но мислам дека во едно општество во кое што сакаме да градиме општество, правично и праведно општество, сметам дека тоа треба да го забравиме. Да, тоа беше изјавата на вице-премиерот Битичи. Практично забележавме дека има некој ретарирање во однос на двата става. Лазаров, вие прво сакавте да искоментирате? Јас навистина сум шокиран од тоа што го гледам во моментот, со оглед на тоа што овде пред мене е министерот за економија, а ја гледав изјавата на вице-премиерот за економски прашања, навистина диаметрални ставови по однос на истото прашање. Јас ќе се вратам назад, ќе искоментирам од делот на прашањето, односно на елаборацијата на министерот за економија, надовразувајќи се на ова на вице-премиерот. Навистина е несериозно, вака како држава, да вие едноставно од една страна ви кажува министерот за економија дека тоа е владина мерка, ставена во програмата на владата, дури и посочи или на која страна и така натаму, од друга страна вице-премиерот за економски прашања вели таа мерка не знам дали постои, ќе ја разгледаме и така натаму. Една владина програма, Наташа, и до граѓаните, тоа е еден сериозен документ кој што треба да биде базиран на стратешки цели, да биде базиран на ветувања кои што се базирани на соодветна методологија, веќе дефинирана методологија кој што треба да се имплементира веднаш после формирањето на владата. Дополнително е несериозно да кажувате вие за владина мерка дека допрва ќе ја комуницирате со стопанските комори, а гледаме PR стратегија во изминативе 2-3 недели од формирањето на владата, министрите секој ден се во стопанските комори. Прашањата и проблемите на македонската економија ние ги знаеме. Прашањето е дали оваа влада има способност да ги решава тие проблеми. Со ова што го гледаме во моментот, јас сум убеден дека таква способност оваа влада нема. Значи, што се однесува до состаноците со стопанските комори, моментално разговараме за четвртиот сет на економски мерки. Добро, за оваа мерка дали разговаравте? Министри, кој е нивниот став? Со стопанските комори не сме разговарале уште за ова мерка. Зошто? Со кроењето на наредниот буџет за 2021 година, секако дека ќе разговараме и со стопанските комори, ќе ги земеме нивните ставови, нивните коментари, што се однесува на тоа што е предвидено во владината програма и ќе донесеме како планирате да спроведете доколку некоја компанија е во собственост на албанец и македонец, како ќе одат субвенциите за вработување таму? Можете ли да конкретно да ми одговорите? Не е многу важно. Важно е, министер. Дали е во собственост на албанец, ако е на собственост, или управител е албанец или македонец или било кој друг. Не зборуваме за вработувањето. Важно е структурата на компанијата. Добро, па и тоа ние да ги охрабруваме
сите компании, како што работи јавниот сектор, во делот на застапеноста на етничките заедници, Ма и ве на конкретен таков пример, кажете начин ми како и тие ќе- да пристапат. ќе функционира Кога за- зборуваме за компетентноста, секако дека тие треба да бидат компетентни. Било тој албанец, македонец, турчин, србин, треба да биде компетентен Ама за зашто да го- имате потреба за да ги наметнете- заврши работите што се предвидени од Зошто страна на има потреба да ја приватни- наметнете Ние ги ова? охрабруваме во делот на еднакво општество за сите, еднакво општество за сите. Ама секој И за сака добар албанците, и работник, за без македонците, разлика и на за кој другите. етник припаѓа. Ние тие ги охрабруваме, ги потикнуваме за и тие да ја осликуваат структурата на државата, како што е во јавниот сектор. Јас Дали сум- тоа ќе го направат? Ние тоа не знаеме дали ќе го направат приватни Не, вие ќе фирми. даете стимулации Но ние, финансиски. ние, дали ќе ги охрабриме тоа да го направат? Секако дека ќе ги охрабриме. Вака сега, ако ми И дозволите. зошто македонци, албанци, турци да не работат заедно? Ама работат, министре. И да продолжуваат уште повеќе да работат заедно. Ама зашто им треба Уште владата повеќе тука? треба да продолжат да работат заедно. Владата треба да ги охрабри тоа да го направат. Вред, Лазар, Вака, Тоа е многу едноставно. јас ќе се надовразам на господинот Витанов во делот на тоа дека приватниот сектор вие може да го охрабрувате врз база на други атрибути кои што се битни за него и за неговата компетитивност и конкурентност. А тоа е И правилно. да го стимулирате во делот на инвестирање во опрема, машини, технологија, да го стимулирате во делот на инвестиции во човечки капитал, обуки, во квалификации Па и и така ова натаму влада надгради. тоа, ако не го направи, не знам кој. Меѓутоа, од друга страна, вие да го охрабрувате, и пазете, не е чесен пристапот, мислам во делот на охрабрување. Охрабрување како? Виртуелно или какво е тоа охрабрување? Наративно, вака, со тоа што ќе ги повикате? Не. Вие во програмата велите ке субвенционираме вработување Не е по наведено етничка ќе припадност. Така е субвенционираме. мерката. Не. Субвенционирање на вработување по етничка припадност. Модалитетот не го знам. улеснителни услови. Да, меѓутоа ќе бидат тие финансиски, нема да биде охрабрувањето со тоа што вие ќе ги мотивирате да им кажете дека еве Наративно. вработувајте. Туку тоа ќе го правите по основ на финансиски средства и на тој начин вие влегувате во пазарните основните пазарни принципи на една економија, затоа што на крајот на денот пазарните принципи, еве на пример, еден непродуктивен, еве сега ќе ви кажам како ќе навлезете и како ќе направите дисторзија во делот на она што го кажа и господинот Витанов. На пример, имате двајца кандидати за работа, еден македонец, еден албанец, еве не албанец, турчин некој. Сега вие турчинот е не знам за 10% помалку продуктивен од македонецот врз база на квалификациите. Ако вие даете 20% субвенционирање на турчинот, тогаш фирмата ќе го земе не по база на продуктивност, туку по база на тоа што вие сте го Па нема стимулирали. да го зема тогаш. Како нема? Еве ви Зошто кажувам, ќе вие го му зема? давате На фирмата 20%. му треба компетентност и продуктивност. Добро. Ќе го задржи И вие тој го што е повеќе компетентен. Ама вие го стимулирате другиот помалку продуктивен да се вработи. Ако и двајцата сме исти компетентни и продуктивни, зошто да не биде вработен кај еден албанец, македонец? Или пак во спротивното? А зошто мислите дека тоа во моментот не се случува во државата? Се случува. И е добро што се случува. Но треба уште повеќе такви случаи да имаме. Па пазарот ќе го одреди тоа, пак е. Уште повеќе такви. Посебно во компаниите кои над 51% се приватни и каде што е вклучена и владата со дел. Како што е Телеком и слични компании. Тоа ќе им придонесе и на тие компании кои на некој си начин се приватни, пошто имаат ја мнозинство. субвенционирате ли Телеком? Давам пример. Не кажав дека ќе го субвенционираме Па добро, ако Телеком. ги исполни Само условите? го кажав како пример. Тие да ги подобрат и условите и за граѓаните што живеат во Боговине и за граѓаните што живеат во јужниот дел на Македонија, како што кажа Витанов. Ќе ги подобрат условите со кадри што го разбират и албанскиот јазик, што зборуваат и албански, пошто ќе оди таму некој што не знае македонски да зборува во некоја си општина, било тоа рурална или пак урбана, тоа ќе им придонесе на компаниите за подобри услуги да дават. Господине Еден Бектеши, пример, пак ќе ви многу е кажам. доставен, но мерката ќе биде измислена на таков си начин да не бидат дискриминирани другите етнички заедници. Затоа сме ги вклучиле сите
етнички Ајде вака заедници се. на ваква Пак ќе ви мерка. повторам. Во Иако услови на пазар... за мене ова е завршена тема и не сакам веќе да коментирам на вакви теми. Ние ќе ја спроведеме владината програма. Мнозинство на граѓаните во ова држава живееме во демократско општество. Но вице-премиерот вели ќе ги слушнеме ставовите на синдикатите одлучиле за да дава едницата и доверба, граѓаните. Не е одлучиле спорно. да дава доверба Вака. Добро. на ова коалиција. Така е. Сега што е? Добро. Мнозинството. Во демократијата победува мнозинството. И Видете, јас не ви го давал доверба Вака сега. за вакви мерки да бидат реализирани. Пошто така осеќаваат тие, како граѓани на Северна Македонија. Мнозинството на граѓаните мислат дека пристапот треба да биде на ваков начин. И затоа е дадена довербата. Не, и вака, на добро, вие СДСМ, сте помали од коалицијски партнер на во владата. и на ДУИ. Меѓутоа, Тоа е јас не го едноставно- спорам легитимитетот на вас, односно на ДУИ, во делот на предлагање на оваа мерка. Не е спорно, тоа си е ваша работа. Витанов кажа од економска гледна точка, јас се согласувам дека тоа е нарушување на пазарните принципи и верувам дека тоа не е економија базирана на знаење, економија на кој што практично треба да ја развиваме и на кој треба да почиват идните развојни процеси. Меѓутоа, она што е симптоматично е тоа како владата, односно поголемиот коалиционен партнер ви го прифаќа тоа од една страна во владина програма, а од друга страна во изјавата на вице-премиерот велиме може да извлечеме заклучок дека едноставно тој малте некако да не ја знае мерката. Неискрен е пристапот на разговараме сега владата. со синдикатите. Што доколку синдикатите и јавноста која што споминува вице-премиерот не се согласува со Ако не се согласуваат со ваква мерка, ние ќе разгледаме ова мерка која ќе биде слична на ова и ќе Не само тоа, ако ми дозволиш уште 20 мнозинството секунди. на граѓани ја сакаат ова мерка. Јас сум сигурен. Господинот сигурно дека ќе ја спроведете, затоа односно министерот Бектеши Тоа го значи избегна одговорот на прашањето за тоа дали комуницирале или не комуницирале стопанските комори по однос на ова прашање. Јас сум сигурен, јас сум уведен затоа што движам низ приватниот сектор и низ стопанските комори дека нема таков предлог. Дури од комората на Северозападна Македонија не сум прочитал и не сум видел таква мерка. Она што пак ќе повторам и ќе завршам Зошто овде. правиш разлика меѓу Северозападна комора и другите комори? Не, сите комори. Ма зошто треба да се направи разлика? Така е. Зошто? Сите Пошто комори. таму членуваат повеќе компании кои се основани Во од ред. албанци? Меѓутоа јас не сум слушнал Тајбе, од ниедна да ги комора. надминеме овие Министре, разлики, не сум да слушнал ги од надминеме ниедна овие комора разлики. во Македонија И зошто таков министер за предлог. економија е албанец, Не. не е македонец сега? Нема дискусија, јас не навлегувам. предлага ваква мерка пошто е албанец. Или зошто првично зборувал албански, па после македонски. Го губите контекстот на мојата поента. Јас Не ви кажувам влегувате дека во теми, нема ниедна во теми. комора во Македонија која што рекла дека проблемот во бизнисот, конкурентност и така натаму не е Неблагодарни теми влегувате. етичката нееднаква застапеност во бизнисот. Тие сите комори, тоа подобро го знаете од мене, сите комори ви кажуваат неквалификувана работна сила. Дајте да најдеме модел како земја, како држава, да ги подобриме тие процеси. Тоа е друга тема. Од друга страна, еве и една друга работа ќе ви кажам. Вие сте дел од програмата, односно дел од креаторите на програмата на ДУИ. Предпоставам кога ги креирате мерките, ги гледате западноевропските земји и практиките таму. Еве кажете ми една развиена земја каде што има ваква мерка. Една развиена земја. Сите земји се базираат на мултиетичност и така натаму, еднакво општество и слично. Во програма ја имала ова мерка, како мерка. Наведов и на почеток на емисијата. Не знам СДСМ дали ја имала во програмата. И доверба за таа програма дале над 100.000 граѓани на ова држава, не на друга држава, на ова држава. И над 300.000 граѓани дале подршка на коалицијата на СДСМ. Тоа е мнозинството на граѓани, господине. Министра... И тие такви мерки сака да се спроведат во ова држава. И затоа доверба давале за вакви Не сум мерки, сигурен дали вакви мнозинството на програми. граѓани во Македонија ќе поддржат и ќе дадат поддршка на оваа мерка, Пред но да видиме. Има 2 реакции, месеци имавме избори. Министра, Пред 2 има месеци имавме реакции избори. и од дел од партиите кои беа Само во други од коалицијата. политичките партии Можеме имаше да зголемување замолам на режија гласови. тука да слушнеме Во споредба со другите реакцијата која што беше од ВМРО Народна партија, па потоа ќе ја искоментира министерот. Прво да се направи попис во кој точно ќе се утврди кои се етничките малцинства во Македонија на кои би се однесувал таквиот предлог и што ако застапеноста на македонците е падната под 50%.
И второ, кога веќе ја цепкаме Македонија по етничка линија, сакаме владата да информира јавноста за тоа кои се собствениците на првите 100 најпрофитабилни фирми во Македонија по национален состав. Ние сме длабоко уверени дека македонската нација учествува со многу мал процент во првите 100 најпрофитабилни фирми. А ако се потврди тоа, ќе бараме со закон да им се овозможи на македонците да бидат собственици според процентуална застапеност. Министре, ова беше денешна реакција, пуштаме бидејќи се дел од коалицијата Можеме на изборите. Значи веќе одговарам на ова прашање. Јас мислам дека не треба да се направат такви разделби, дали се македонци, дали се албанци. Ова мерка, кажав и во други прилики, дека ќе важи за сите граѓани. Има и таква мерка. Не видовме дека во ниту еден министер кој што предложи ВМРО се согласувам потполно. Значи, Дуи направила грешка што не предлагала жени за министри, за заменици министри, но секако дека Министерството за економија, кое се раководи од кадар на Дуи, спроведува мерки што се однесува до жените предприемачки и ќе продолжиме на таков начин. Жените предприемачки едно ниедна функција не ставивте жена ниту за министер. На Дуи јас сум убеден дека таа грешка многу брзо ќе надмине од страна на Дуи и како ќе надмине? Така смените некој министер и ќе ставите жена министер на негово место? Па можда во директорските места. Не, јас зборувам конкретно за позицијата министер, бидејќи немате веќе, тоа е одлука на председателството на Дуи, тие се предложените кадри на Дуи. Да, но дали е грешка, јас мислам дека е грешка, тоа го кажа и првиот вице-премиер на владата. Ќе најдете ли решение за рамковните вработувања со оглед дека после толку време колку што сте во владата, сепак никако да се изнајде решение? Наведено е во владината програма дека во рок од 6 месеци треба да се најде решение, колку што сум информирана. И во претходниот мандат исто беше наведено, па не се најде решение. Министерството за политички систем со кој раководи првиот вице-премиер, веќе работи на таа проблематика заедно со министерот за информатичко општество и Министерството за финансии, и мислам дека во предвидениот рок ќе се најде такво решение. Во која? Негде се 1300 и нешто, 1400 одамна бројката знаеме, само решението не го гледам, иако се најавува цело време. Значи се работи на таа проблематика и во моментот кога ќе се донесе одлуката, секако дека првиот вице-премиер ќе излезе пред јавноста и ќе ја објави. Само да дополнам во ова насока, да се вратам на мерката претходно, сега ме инспириравте со прашањето. Практиката на таквите вработувања на национална основа се прилично многу лоши во делот на државните институции. Така да не знам која е логиката да се обидувате таква лоша практика да пресликате во приватниот сектор. Добра, чекај, што е лоша практика, зошто се вработуваат албанци во јавниот сектор? Не, со рамковниот, рековме во делот на 1300 кои не се вработени. Односно, земаат плата, така да. Стварно, неблагодарно е и ме чуди фактот што... Не, вие го оправдувате тоа 1300 да земаат од буџетот плата да не работат? Тоа, но над 20 и нешто илјади албанци се вработени во јавните институции. Ако тоа за вас е проблем, ова практика ако тоа е за вас проблем, ова практика е збора. Тоа имате проблем со себе. Не, сега давате лични квалификации. Да задржиме нивото на што се однесува на тоа дека не се распределени по институции, да, еден дел не се распределени. А зошто? Колку години помина? И затоа, па и вие сте биле во власт заедно со Дуи. И со ДПА сте биле. И сега место да ги решаваме ние тие проблеми, сега ќе ги решаваме во рок од 6 месеци. И тоа ќе биде решено. Ние ќе правиме проблеми во бизнес сектор. Наместо, како представник на политичка партија, најголема партија во опозиција, да пратите порака за што повеќе да се вработуваат, било тоа албанци, турци, роми. Ја пративме таа порака. Пошто треба да порака. го почитувате и вие законот, и уставот, како политичка партија. Добро. Вие кажувате, многу лош пример, пошто таму не се распределени, се вработени албанци седат дома. Не, господине Бекчеши, јас ви кажав една друга работа. Треба и во приватни компании да се вработуваат албанци? Дај да го решиме проблемот со неквалификуваната работна сила во Македонија, независно од етничката припадност. Затоа не се врати Дај да разговараме на таа тема, не на оваа тема.
првичната тема, пошто влегуваме да разговараме само за политика. Ние пола емисија дека помина, имате не знам, во најголема криза се наоѓаме, ние Вие се зборуваме враќате. за една мерка која што Зборуваме бидејќи се уште го немаме сетот економски мерки, тоа е втората тема која што ќе отворам. Министре, кога може да ги очекуваме да бидат обелоденети тој сет, четврт сет на економски мерки? Бидејќи, како што велат, стопанството очекуваше дека веднаш после формирањето на владата, на првата, може би не, но на некоја од следните седници, ќе има некаква информација. Значи, се согласувам и токму ова требаше да биде и главната тема. Па не може во да е главната јавност, тема кога немаме зашто да дебатираме конкретно. Имаме зашто да дебатираме, пошто ние секојдневно имаме состаноци со стопанските комори, даваме изјави, коментирате стопанските комори, нивните председатели, синдикатите, веќе се доставени од секоја стопанска комора предлог мерки до владата, но истовремено институциите веќе ги изготвиле нивните предлози. Мислам дека сме при крај со финалниот драфт на предлог мерки што се однесува до четвртиот сет на економски мерки. Очекувам дека до крајот на неделата председателот на владата, господинот Зоран Заев, ќе излезе и ќе ги презентира, но на начинот и пристапот како што сме го имале и претhodно, првично ќе ги информираме за можностите, кои мерки се прифатени од страна на владата што биле предложени од страна на стопанските комори, ќе ги повикаме стопанските комори, нивните представници, синдикатите, ќе ги информираме. Добро, какви се можностите на државата, министре, ќе во изгледат моментот? сите економски мерки и откако ќе добиеме паси од нивна страна, ќе излеземе и ќе ги презентираме. Какви се можностите на државата? Мислам, ќе излезе председател на владата кој и лично секојдневно доказно работи со нас, значи со економскиот тим на владата, за да креираме што подобри мерки, што ќе бидат во интерес на граѓаните и на стопанството на Северна Македонија. Можностите на државата во однос на оно што се барање на стопанството? Последните проекции се прават од страна на Министерството за финансии, во зависност од тоа каде може да се скрати од постоечкиот буџет, можда и ќе има и ребаланс веднаш, но очекувањата на стопанските комори во голем дел јас сум убеден дека ќе ги исполниме. Но не само и на граѓаните, секако, пошто како што се знае, спроведувавме со првите 3 сета на економски мерки едни од подобрите мерки во регионите. Лазаров. во однос на четвртиот сет на мерки. Најавите. Вака, за една отчетна и сериозна влада, она што треба да она што граѓаните го очекуваат, стопанството и сите стейкхолдери, односно чинители во државата, е пред да најавуваат или да мафтате со некој четврти сет на мерки, да излезете како влада, и тоа во првата недела, и да направите да излезете во јавноста со сеопфатна анализа за тоа колкав процент од досегашните 3 сета на мерки се исполнети, какви биле ефектите од тие, дали ги дале очекуваните резултати и така натаму. Еве само ќе ве потсетам сега. Вие до сега во првите 3 сета на антикризни мерки буџетиравте, односно најавувавте на помпезни пресконференции и така натаму 550 милиони евра. 550 милиони евра. Јас ви кажувам, не ги знам конкретно податоците, но сум убеден дека повеќе од 150 милиони евра до сега се немаат потрошено. Колку? И сега вие мафтате со четврти пакет на антикризни мерки, а ви гарантирам дека 30%, значи 30% од овие 3 пакети не се исполнети. И сега зашо зборуваме ние, ме разбирате? Вие треба да излезете со отчетност и да кажете каде се тие. Најлесно е вака да се расфрлате по телевизии, по пресови и така натаму, со вакви кризни мерки, со такви волку пари, толку пари, на крајот тие пари никаде ги нема. Во стопанството, во реалната економија имате 40.000 ново невработени лица во Македонија заклучно со август, согласно податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Од почетокот на годината до денес еве ќе ви ги презентирам и податоците. 104.000 беа активни баратели на работа во јануари, денес е 144. 40.000 вработени во Македонија ги изгубиле своите работни места. Дали знаете, министре, дека ќе има масовни отпуштања од следниот месец? Текстилната индустрија најави сериозни масовни отпуштања затоа што нарачките паѓаат во странство. Дали знаете дека и другите сектори се соочуваат со
сериозни проблеми и дека ако владата час поскоро, то требаше да го направи на првата владина седница. Не сега повторно да ги консултирате и да правите памфлети по јавност и пиари, консултирајќи ги стопанските комори. Па зошто одевте во стопанските комори? Не вие, зборам за Социјалдемократскиот сојуз, и се сликавте и разговаравте пред избори. ВМРО-ДПМН, само да ви ја кажам разликата помеѓу оваа влада и пристапот на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е врз база на консултациите стопанството, врз база на анализите во однос на очекувањата во наредниот период, врз база на консултациите со сите чинители, изработи преодна стратегија за справување со здравствено-економската криза, кој што преодна стратегија имаше конкретни чекори, конкретни мерки, конкретен буџет, кој што ќе се донесеше на првата владина седница. Да придонесувате и вие во креирање на економските мерки. Кажете 3 предлози. Еве, намалување на ДДВ-то од 18 на 10% за угостителските Па тоа предвидено ќе се направи. Кога? Кога ќе затворат 100.000 економски оператори во Македонија? Кога? Тоа е предвидено. Кога? И во владината програма и веднаш ќе се направи. Кога? Предвидено е. Кога ќе се затворат уште десетици илјади работни места? Мислам дека пред избори. Тоа е наш предлог, ние го предложиме. Не до 10 бил малце подолу. Колку што го знам, ја знам вашата програма. Има уште тоа е много... предвидено, тоа е наша мерка. И ќе се реализира од страна на Министерството за Кога финансии. министри? Ќе се реализира. Вака сега, со оглед на тоа што имаме собрание. До крајот на годината ќе уред. До крајот на годината ќе ќе има уште 30.000 нови невработени. Дали го знаете тоа? Дајде предонесете и вие. Не, ние имаме конкретни чекори, не, имаме конкретни чекори и мерки во преодната стратегија. 3, јас ќе лобирам, еве ваше име, и во влада и кај стопанските комори за тие да поминат како мерки што ќе бидат во интерес на стопанството и на граѓаните. Еве сега ќе ви кажам. 3 конкретни мерки. Не нашите мерки. Не. Сега може да си слушнал ние пред 2 месеца, вака чекайте сега. Има пишани документи, ние имаме програма, имаме преодна стратегија објавена во пред изборите во јуни, така да не е сега дискусија на денешна презентација. Може да си ги валидирате и да си ги проверите овие предлози кои ние сме ги напишале, сме ги презентирале пред изборите. Една од клучните проблеми во Македонија, вие најдобро го знаете тоа, ниската реализација на капиталните расходи. Заклучно јули 37% и пак ништо не правите. Во ребалансот на буџетот на малите 80 милиони, 18%, сега јас ви гарантирам, во новиот ребаланс на буџетот ќе имате уште 70-80 милиони кратење на капиталните расходи. А ние знаеме какви се тие мултипликативни ефекти врз економијата од имплементирање на тие капитални инвестиции. Лазаров, секоја влада крати од капиталните инвестиции, секој ребаланс не е. Само дозволи ми. Само една секунда, те молам. Се ме прекинуваш. Само да поентата да. Немаме многу време, само да знаете. Историски во последните 20 години, оваа година, внимавајте што ви кажувам, оваа година ќе има најниска реализација, оставете го ребаланс, буџет и така натаму. Реализација на капитални инвестиции визави, односно во однос на буџет, вредност на буџет, помалку од 5%. Значи историски во последните 20, пазете, имате вие 4 милиарди евра буџет, нема да реализирате 200-250 милиони евра капитални инвестиции, тоа е 5%. Само за илустрација, во 2008 година, значи во 2008 година, во услови на криза, предходната влада, предводена од ВМРО-ДПМН, имала реализација 14% на капитални расходи како процент од буџетот. Замислете да не е 14, да е 10%, тоа ќе бидат 400 милиони евра капитални инвестиции кои што ќе додават вредност во економијата, кои ќе го заживеат стопанството и инвестицијскиот сектор. Да ги реализираме и капиталните инвестиции или да не ги кратиме? Не, вие сте познати по нереализирање во последните 3 години. Што се однесува до кратење на капиталните инвестиции, тие што не се реализирали, кога ќе има ребаланс ќе се кратат. Кој се предлог ваши мерки? Тоа е... Не сите да ги реализирате. Како? Сите да ги реализирате. До крајот на годината да се заложи, зошто да не ги реализирате? Колку што првично те разбрав добро, да скратиме во капиталните инвестиции. Не, да ги реализирате сите. И со тие пари после да креираме мерки. Така кажа првично. Океј, ќе ги реализираме сите капитални инвестиции. Министер, ќе го изградите мерки, пошто тоа веќе се предвидени како проекти и во буџетот се предвидени. Лазаров, само кусо? Мерки што продолжување на субвенционирање што се барањата на стопанските комори, кои мерки да бевте вие на наше место
ќе ги Еве сега ќе ви ја реализирате и кажам. ќе ги Значи, ќе морам да А повикам. јас сега ќе ви кажам, Субвенционирање Ќе морам на да ве платите и придонесите на сите вработени во најпогодените сектори, односно компании од најпогодените сектори. можда Не можда, тоа веднаш треба да го направите, министре, затоа што секој ден се отпуштува. Можда предлог на владата ќе биде повеќе од тоа. Како мислите повеќе? Јас сум убеден дека ќе биде повеќе од тоа. Нема да бидат само таргетирани сектори директно. На друг начин ќе биде модел. Ама од тоа што видовме до сега, резултатот е 40.000 невработени. Што повеќе компании. Вака за да отпуштаат повеќе вработени? Значи, со мафтање, со документи кои до крајот на годината нема да се реализираат. Реализација на првите 3 сета. Да, шеве ќе ви кажам, па одговарам пред јавноста. Јас ви гарантирам дека четвртиот пакет на антикризни мерки нема да го има освен со некои популистички мерки од типот на платежни картички, од типот на една-две мерки плюс во рамките на овој четврти сет на антикризни мерки, а не ми одговоривте на прашањето колку од буџетираните мерки во рамките на во вредност. Значи во вредност, не број на мерки, во вредност. Во вредност. Колку се реализирани во рамките на третиот пакет на антикризни мерки? 355 милиони го најавите. Тоа се однесува до финансиската поддршка во висина на минимална плата. Оставете ја таа. 80, па не е тоа мерка. Добро, таа е 90, добро? 90 милиони евра. Така? Да. Платежните картички 30 милиони евра. Заедно со ваучерите не заедно со ваучерите. 12 милиони евра дополнително се ваучерите. Јас ви кажав 150 милиона евра. Чекај, собирајте ги. Ја ти ги кажувам сега. Ајде. И овие сите се кажани пред јавноста. Ваучерите уште се користат. Министре, До 15 дали во декември, новиот согласно четврт законот, пакет мерки ќе ги има тоа. и овие мерки или што ќе има? Значи ќе има слични мерки, остануваме на тоа да ги уште еднаш да ги разгледаме со стопанските комори и до крајот на неделата председателот на владата И не ми господин пак Лазаров, одговори. ќе 150 милиони излезе од 550. на 250 милиони, во реализација се уште 20 милиони што се однесува до поттикнување на инвестициите. Ајде, молам, Добро, вака добро, тука ќе- утре јавно објавете ги биле, си. биле домашни Можете да ги странски објавите утре во инвестиции, јавноста кои сите. во време на пандемија се охрабриле и инвестираат во нашата Добро, држава. тука ќе морам да до овој повикам момент, реклами. кога зборуваме, не Ректе са и антикризни мерки. Лазаров реклами, се враќаме по таа. Назад сме во студиото, интересна дебата и за време на рекламите. Дектиши, сакавте да продолжите со репликата кон Лазаров. Знам секако дека во првите 30 мерка, освен стопанството што беше помогната и за зголемување на ликвидноста, но и современо и со зачувување на работни места, секако дека беше помогната и најпогодените граѓани или пак тие граѓани кои има повеќе потреба, се со цел да ја надминат што полесно кризата, а тоа секако дека придонесе во зголемување на потрошувачката и знаете од 30 милиони предвидени само за платежните картички, рече се 29 милиони се искористени, сите без каматни кредити се искористени, имаме над 770 апликации од домашни компании кои инвестираат во текот на пандемијата, над 130.000 работни места се субвенционирање од страна на државата и многу други сет на мерки. На таква насока ќе одате и четвртиот сет на мерки, и ако вие знаете некоја држава во регионот што веќе реализира 4 сета на економски мерки, слободно кажете, а јас слушам и од нивните стопански комори и со моите колеги кога зборувам, дека најбрзо ние ги реализираме мерките и мерките се предвидени на таков начин за да допират кај секој граѓан на државата, но истовремено да се помогне и делот на понудата на нашите компании. Лазар. Вака, на кратко би скоментирал во две насоки. Првата насока, пак ќе се вратам назад. Не е поентата на бројот на мерки кои вие ќе ги предвидите или број на пакет на антикризни мерки. Прашањето е во следната насока. Колку од тие планирани мерки вие сте имплементирале, а сега зборевме, од 550 милиона не се повеќе од 150 милиона. Еве, демантирајте ме утре во јавност и излезете со детална отчетност на досегашните реализирани мерки. Тоа е прва работа. И втора работа, само да се докажам, вториот параметар за ефикасност, нели, првиот параметар е потрошените пари, односно
имплементираните мерки во смисла на вредност како процент од GDP. Видовме дека Македонија во тој аспект, 5% ако ги реализирате. Пазете, 550 милиона се предвидени, меѓутоа сега е 1,5% од бруто домашниот производ имплементирани мерки. Тоа е првата работа. Значи по тој параметар сме најниски во регионот во делот на помош на стопанството, граѓаните и така натаму. И вториот аспект, може би уште побитен, е ефектите од тие мерки. Јас ќе ви кажам дел од податоците во делот на економските индикатори. Македонија има историски најнизок пат на индустријско производство, историски најнизок пат на извоз, историски најнизок пат на растот на економијата. Зголемување за 38% на бројот на активни вработени, односно целосната држава да има. Само Македонија има? Добро, Македонија има минус 12,7% пат на ставката на економски раст, Србија има 6%. Јас ви гарантирам дека тоа што беше предвидено согласно проекциите на Министерството за финансии, тоа ќе испадне и на крајот на годината. Во третиот квартал. Гледате и приходите какви се во државата. Значи, се движиме во најповолното сценарио. Не се движиме, чекайте вака се. Во најповолното сценарио. Ајде да зборуваме со факти и со аргументи. Тоа ќе разговараме кога ќе заврши годината. Ако сакате, може да разговараме и квартално. Ајде да зборуваме за буџетот. 70% заклучно јули е искористен буџетскиот дефицит, 520 милиони од планирани 750. Океј. Тоа кажува дека со новиот ребаланс на буџетот државата планира да го зголеми буџетскиот дефицит, а со тоа и да го зголеми нивото на јавниот долг, а од друга страна пак ќе повторам, имаме историски најниско ниво компарирано со земјите од регионот имплементирани мерки како вредност на мерки од бруто домашниот производ, како процент во однос на бруто домашниот производ до сега. Од сега натаму до крајот на годината јас сум сигурен дека тие мерки многу побавно ќе се реализираат. Зошто? Затоа што тие мерки требаше да бидат на првата владина седница. Гледаме дека сте далеку од тоа. Понатаму предлогот на владата за тој четврти пакет на антикризни мерки, да не заборавиме, ќе треба да помине низ собранието. Се уште нема никакви најави од министерот. Баш напротив, ние веќе предложивме и сме во процес на предлагање на законски решенија, ово што ви го кажав, во согласно со преодната стратегија, која што ја изработивме за предвремените парламентарни избори. Објавете ги пред јавноста, кои се вашите предлози, пошто ние сакаме и опозицијата да дава придонес во креирање на мерки. Господине Бектеши, ако вие сте сериозен министер за економија, ако сте сериозен министер за економија, ќе земевте програмата и преодната стратегија на ВМРО, ако сакавте да ви помогнеме. Ние да ја земеме вашата програма? Ние имаме наши програми. Па сега рековте, дадете излезете пред јавност и кажете кои се вашите предлози. И јавноста, добро, после ќе цени кој дал подобри предлози. И на крај дали сте ги имплементирали, не само да ги дава. Дали вие, ние мислам како влада, вие како опозиција, ќе видиме што ќе каже јавноста. Првично викавте дека платежните картички се откуп за гласачи. Да, тоа е институционален подкуп. Тоа не излезе така. Над 98%. А зошто ги селектиравте на пример на активни и пасивни на ваучерите? Моментално 30%. Моментално е 34 или 5%, но има рок до 15 декември. И нема да биде повеќе од 50%. Ќе го видите ли викенд без ДДВ и кога може да го очекуваат граѓаните? Се прават сите подготовки да се воведе. Јас сум убеден дека до крајот на годината ќе воведеме и таа мерка што се однесува до викенд без ДДВ. Моментално се креира и мерката на конкретен начин, све што ќе има внатре, кои ќе бидат можностите за секој корисник на мој ДДВ, но и современо за секој граѓанин кој ќе биде само една секунда, едно прашање, министра, во програмата на владата пишува развојна обврзница дека ќе се воведе во следните 6 месеци. Може ми кажете што тоа значи? Значи, тоа е во надлежност на Министерството за финансии. Не знам докаде се нивните подготовки како Министерство за финансии. Моментално владата работи на креирање на економските мерки. Целиот наш ангажман како економски тим е таму, што се однесува
до делот на економијата и сум убеден дека откако ќе завршиме со предлогот на мерките, а тоа може секако дека да не доведе и до ребаланс на буџетот, ќе ги почнеме да ги реализираме и другите мерки. Еве пак инспириран од дискусијата со министерот во делот на предлог мерки. Еве јас ќе ви кажам кој беше предлог мерка на ВМРО ДПМН во рамките на таа преодна стратегија визави ова со поддршката на туризмот. И видовте дека фијаско доби таа мерка ваша со 100 евра символична помош за една категорија на граѓани до 15.000 денари, граѓани кои најчесто немаат животен стандард и финансиски можности да одат на одмор. Во нашата преодна стратегија мерката беше дизајнирана на овој начин. 40% од вкупните трошоци за одморот, ако одморот е, не знам, 500 евра, да биде околу 200 евра помошта, максимум до 200 евра, многу посериозна поддршка и не на граѓани до 15.000 денари, кои земаат плата до 15, туку на граѓани кои земаат плата до просечната плата во Република Македонија. На тој начин туризмот ќе се поддржеше многу повеќе и стапката на искористеност на таа мерка ќе беше многу поголема. Стапката на искористеност на оваа мерка, според моите и анализите на економскиот тим на ВМРО ДПМН е ниска поради овие причини. Символичен износ на сумата и лошо таргетирање на целната група, луѓе кои што, да, тие треба да се поддржат, меѓутоа требаше да се поддржат и луѓе кои што реално имаат финансиски капацитети да си дозволат да одат во нашите туристички центри. Значи, таа категорија на луѓе биде поддржани дополнително со платежни картички од 3000 денари, а што се однесува до вашиот предлог, таа е мерка што веќе се реализира од страна на Министерството за економија во 2019 година, но имајте во предвид дека во вонредна состојба и во ваква криза сакавме да опфатиме што повеќе граѓани. Па тогаш требаше да ја проширите категорија. Кога зборуваме за невработените лица со ниски приходи, ние одлучивме тоа да биде 6000 денари, а претhodно било тоа 15.000 денари, а јавноста ја знае мерката што се однесува на потикнување на домашниот. Сега му требаше помош на туризмот. Сега требаше да направите. Добро, имам уште две теми, немаме уште многу време. Ќе го отварам прашањето за случајот со ТАФ. Пред неколку дена имавте пресконференција, договорот за концесија беше потпишан во време на ВМРО ДПМН, тогаш влезе таа клаузула да се изгради карго аеродромот во Штип, иако тогаш беа реакциите дека тешко дека тој може да се изгради. Сега гледаме дека е јасно уште од 2018 кажано дека нема да се гради, ќе ги даде парите ТАФ, иако од 2018 до сега не најдовте се уште модел како да ги врати тие 45 милиони евра, но прашањето е друго. Прашањето е дали, министре, стравувате дека државава ќе добие тужба можеби од останатите компании кои тогаш беа заинтересирани за аеродромите во земјава, меѓутоа се откажа само затоа што ВМРО ДПМН тогаш ја вметна клаузулата од изградба на карго аеродром. Значи, јас не сум имал прилика да го гледам договорот, пошто тоа е подпишано од страна на Министерството за транспорт и ворски, но секако како Министерство... Секако имавте пресконференција, министре, пред само 2 дена, претпоставам дека сте информирани. Не, пошто ние сме надлежни за Законот за јавно-приватно партнерство и токму преку тој закон треба да ги земете парите. И токму преку тој закон треба да се направат овие измени. Значи, ние како Министерство за економија сме го завршиле нашиот дел што се однесува до конкретизирање на ова идеја од страна на владата. Веќе сме ги направиле измените во Законот за јавно-приватно партнерство. Прашањето дали не стравувате дека ќе добиеме тужба или дека можеби ќе има некаква одговорност доколку потпишете? Ние веќе сме ги добиле сите проекти од страна на општините претходната година, имајќи во предвид и кризата со COVID-19. Само да го објаснам и проектот. Сме направиле како влада анализа што се однесува до економската оправданост за да се гради карго аеродромот во Штип. Тоа ни покажала дека нема економска оправданост. Дали е можно да земјата да се сочи со тужби, секако дека би можело тоа да се случи, но за тоа ние се консултираме и со правни експерти и експерти внатре во нашите институции и затоа одеме чекор по чекор до конкретизирање
на ова идеја. Што ви велат правните експерти, колку може да ја чини раскинувањето на овој договор? Тие проекти да се користат за јавен интерес, да се градат водоводи, канализации, бидејќи вие ќе треба да го градинки, потпишете тој закон со кој што ќе се... Јас веќе сум го потпишал законот и што ви за велат јавни правните експерти, приватни. колку може да не чини Тие ова мислат раскинување дека на договорот? со измените во законот ние сме чисти и нема да имаме никаков проблем со тужби. Иако може да има такви тужби, пошто секој има право да тужи. Добро, уште Но и едно... судот да одлучи врз основа на аргументите. Уште едно прашање кое што исто така со години назад се зборува, но ниту ВМРО, ниту СДСМ, ниту ДУИ не може да го решат, а тоа се патните трошоци на пратениците. Ве молам, Лазаров, кој е вашиот став по однос на ова прашање? Добро, јас не би сакал да навлегам бидејќи Не, не ве сум молам да ми пратеник и сум без представник разлика како на економист. економскиот тим на владата, односно на Како економист, дали е опозицијската. ова оправдано? Треба, предпоставам, да се направи анализа во смисла да евентуално да се создаде некој механизам за контрола од евентуална злоупотреба. Меѓутоа, Но никако да се откажете, па така? видете, тоа е право на уставно право и на пратениците, тие да функционираат едноставно мора, ако нели доаѓаат од различни градови од државата, едноставно нели мора во функција на државата да Сите да го имате прават тоа. консензус по ова прашање, очигледно, но Не, посебно на вакви времиња, јас како министер за економија, каде што има непродуктивни трошоци, секако сум за кратење, но секако, како што кажа и колегата, тоа ќе одлучат пратениците, пошто ако е тоа Министре, гарантирано право на уставот, зошто да не се изгласа и да се измени устав? Коалициониот партнер СДСБ, едно од ветувањата беше, во нивната програма беше, дали вие сега како ДУИ ќе го поддржите, бидејќи гледаме дека Талат Џафери вели доколку се скратат на пратениците, ќе ги скратиме и на министрите. Ќе се согласите вие со Сега јас како министер би се согласил, треба да разговараме, ова тема не е отворена интерно Ќе се откажете вие и како што били Талат Џафери од службените го имаме таму и возила од председателот другите трошоци? на собранието, ги имаме и пратениците, имаме координатор на пратеничката група и тие преговори секако дека тие ќе ги направат. Моментално интерно не сме разговарале, све што е за доброто на граѓаните, за општеството генерално, а посебно на вакви кризи, секако во случај на вакви кризи, јас како министер за економија сум за да се скаратат што повеќе трошоци кои не се продуктивни. А тие средства да ги пренасочиме за поддршка за на продуктивни патни стопанството. трошоци на пратениците? Може би конкретен е дали треба да се скратат патните Ако трошоци? се злоупотребуваат, секако дека се Не ако се непродуктивни. злоупотребуваат воопшто да се скратат, бидејќи тоа е ветувањето на СДСМ. Може да се најде друг модел, да им се овозможи нив да представуваат во Скопје во моментот кога ќе се одржат седници или пак комисии или во зависност какви тела во собранието има, пошто пратениците се должни исто така од таму каде што се избрани да разговараат работници кои што одат на работа и на потполно се согласувам, но пратениците требаат истовремено да бидат и блиску до граѓаните, до гласачите. Исто и работниците одат се враќаат на потполно, затоа јас сум за. Еве, сакавте нешто да додадете? Во однос на прашањето дали треба да се укинат или да се намалат. Значи, прашањето е во контекст на тоа дека тие треба да се намалат, да бидат рационални, да бидат базирани на систем кој што ќе биде рационален. Еве, може би пратениците ќе доаѓаат и зошто да не доаѓаат со автобус, на пример, од градовите. Меѓутоа, пак ќе се вратам на она што го кажавте вие, на тој популизам, гол популизам и на премиерот и на Социјалдемократскиот сојуз пред избори. Ама не тоа популизам, тоа е ветување кој што го даваат сите, а на крај никој не го реализира. Значи, на пратениците треба да им се овозможи услови за работа. Како и на секој еден работник. Што не добива дополнителни средства кога доаѓа. Потполно се согласувам. Јас сум Но универзитетски пратениците професор. секако дека може да се случува да имат седници и многу касно навечер, може да имат комисии, да бидат повикани, треба во време од 3-4 часа да одат во собрание за нешто хитно. Значи треба да се гледа модел за да има скратење на такви трошоци. Но нема да поддржите укинување. Но сега ако одлучат во собранието дека се за укинување, за мене не е никаков проблем. Тогаш ќе ги укинат и вашите трошоци според Џафери. Нека ги укинат и нашите трошоци.
Ви благодарам на двајцата за вечерашното гостување во Топ Тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.